ме држи едно расположение кое што мора да го споделам со присутните на комисијава и со почитуваната јавност, а тоа е во изминативе неколку денови додека дискутираме за ребалансот или еве сега за конкретно ова, би рекол, законско решение или амандманска расправа, би се изразил медицински, има една состојба во медицината, се вели психоделика фантастика, каде што оние кои што лажат, почнуваат толку ревносно да веруваат во своите лаги, да почнуваат да ги обидуваат и сите оние останате дека тоа што го зборуваат е така. Јас навистина не можам да најдам вака друг збор за тоа. Еве да се вратиме на суштината. Се спомена многу изрази, се споменува тавтологија, но ајде да се потпреме на она кое што не може да биде искривено, а тоа се бројките, а тоа се бројки кои што се продуцирани повторно, не знам кој пат ќе кажам, од оваа говорница, од владините институции, од владините функционери. Суштината на амандманите кои што ги поднесува ВМРО ДПМН се два. Овој амандман по кој што дискутираме е според кој што намалувањето на ДДВ-то на сметките за електричната енергија нема да биде само за домакинствата, туку и за компаниите, заради тоа што има можност ова да биде со краток рок, нели да поминат локалните избори, па не тоа некој тоа решение да го оспори пред Уставниот суд, Уставниот суд да донесе одлука дека е неуставно намалувањето и повторно да го врати ДДВ-то на 18%, со што ќе имаме зголемување од повторно над 10% за цената за електричната енергија. А исто така сметаме дека ставката на ДДВ да остане 5% и во случај цената на електрична енергија нели да остане или да продолжи да расте во иднина. Ова е многу важно, бидејќи ќе спречиме дополнително зголемување на електричната енергија, како и она кое што се кажа во изминатиот период, дека бараме покрај индивидуалните домаќинства да бидат офатени и компаниите, заради тоа што треба да признаеме од аспект на нето зголемување дека компаниите сепак ќе имаат зголемување на електричната енергија, кој што ќе им ги зголеми трошоците, кои што во услови на оваа пандемија ќе мора да најдат начин да ги покријат, а тоа сепак ќе биде преку притисокот на платите на вработените. Тоа е основна економска логика која што се надевам дека сите добро ја разбираме. Но повторно да се вратиме на суштината. Зошто поскапува енергесот од 12,5%? Зошто поскапува нафтата за 4,13%? Значи, сите оние цени кои што од добавувачите дојдоа до регулаторната комисија имаа соодветно објаснување. Јас сум ги прочитал. Компаниите велат, ние бараме зголемување на нашиот дел во самото формирање на цената на електричната енергија до финалниот потрошувач заради одредени намалувања во рентабилноста на компанијата. Ајде да повториме две бројки. Колку ги чини граѓаните на Република Македонија кражбата на Зоран Заев и на овие неспособните од енергетскиот сектор? Првата бројка, загубата на Елем, денешно ЕСМ, е 16,8 милиони евра. Тоа го кажа почитуван колега Љупчо Пренџев. Загубата на МЕПСО е 6 милиони евра. Вкупната загуба на двете државни наши компании е 22,8 милиони евра. Толку се во минус овие две компании кои што во минатото значеа пример за солвентно работење. Во споредба на 5 август 2017 година Елем го тогашното раководство, кој што вие кажавте ќе си прашате кај тој што го оставил, еве тој што го оставил, јавно си пишал човекот на Facebook, вие можете да го проверите, со 1,5 милиарди денари или 25 милиони евра банкарски депозити и околу 300 милиони денари или 5 милиони евра на сметка со исплатени оврски, а МЕПС од 2016 година ја заврши со нето добивка од 150 милиони денари или 2,5 милиони евра. Кажавте една бројка која не ви е точна. Да не кажам малте не е тежок збор и излажавте, затоа што не ви се допаѓа, мада почнувате, како напредувате во политиката, се почесто да се подпирате на тоа кој што ви го кажуваат од бикачка. Оваа година производството на електричната енергија е рекордно најниско во историјата на ЕСМ. Немало пониско. Ова е дно, закована на дното производство на електрична енергија. Јавете му се оној кој што го носи вашето исто презиме, тој ќе ви каже. Сега, зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Пренџев беше експлицитен. Ке ми дозволиш само да продолжам во таа насока. Имавме неколку дискусии за членови на регулаторна комисија за енергетика. Двајца нови избравме во нашиот мандат. Спротивно на законот за енергетика. Луѓето се таму каде што не треба да бидат. Луѓето го оштетуваат буџетот по основ на плати и еден ден за тоа ќе се одговара. Зошто? Заради тоа што Бислимовски бил
член на, мислам, Комисијата за стратегија на СДСМ. Партиски кадар. Затоа што оној кој што го изгласавме Андреј Тасев, чинам се викаше партиски кадар. Затоа што тој од пред некој време партиски кадар. Затоа што тоа не е регулаторна комисија за енергетика која што треба интересот на граѓаните да им биде пред се. Затоа што тоа е партиска комисија на СДСМ со декларирани партиски функции. Тие луѓе се таму да го покријат неспособноста, да ја покријат неспособноста на раководството на овие две компании. А зошто е тоа така? Лидерот на синдикатот фаќа тендери. Замислете, вработен е во комбинатот, фаќа тендери. Оваа година фатил 9, минатата 11. Минатата година за 12 месеци 11 тендери, оваа година за 6 месеци 9 тендери. Не можат повеќе и можат подобро. 9 за 6 месеци 9 тендери, минатата за 12 11. Нема што. Нема што. Мора да им се честита. Понатака, тука ќе ги повторам оние компании кои што ги кажа Пренџов, СВ Инвест, телефонски повик 250.000 евра во Вила Парк во Струмица. Такви луѓе не го управуваат енергетскиот сектор. Зошто се овие компании во загуба? Заради тоа што се вработуваат роднини, братучеди и сакам да ја потсетам почитуваната јавност на онаа популарна фризерка, пријателка на Александар Кирацовски. Затоа овие компании се во минус. И затоа ние ќе плаќаме поскапа цена на електрична енергија. Исто така би сакал да повторам и на стенново. Тендер за јаловина 3 месеци се распишува пред избори. 13 милиони евра, 99 денари по гигаджул. Исто така пред некоја година Кочо Андјушев ист ваков тендер за истава работа, нели го добија одредена компанија за 44 денари. 55 денари разлика. Тука се парите. Тука е загубата. Тука е кражбата. И затоа сите ние ќе плаќаме поскапа електрична енергија. Еве, дозволете на крај да финиширам со две работи. Каква е состојбата на пазарот во регионот и да не испадне дека само критикуваме, туку ќе даваме препораки што треба да се направи ако се водеше сметка и ако домаќински го раководевме секторот енергетика, наместо сега да лажеме со оној смешен план од 8 милиарди евра дека ќе ја направиме Македонија со фотоволтаични централи или по така натака. Просечната цена на истиот ден, 24 јуни, по кој што се тргува електричната енергија во регионот, Грција, Бугарија, Романија и Унгарија, е 90,4 евра за истиот период од годината од 1 јули до 31 декември како кај нас. Доколку поранешното Елем ја продадеше оваа енергија во соседна Грција, само по основна разлика на цена работеше повеќе од 86 милиони евра за само 6 месеци. Повторувам, наместо 4,3 милиони евра загуба, поголем приход од 86 милиони евра за 6 месеци имаше таа компанија, ако се работеше домаќински, ако се идеше по принципот да се создаде поголема додатна вредност наместо да се украде. Што требаше направи, односно како требаше да постапат? Прво, Елем да ја продаде електричната енергија на слободен пазар, не само за втората половина од 2021 година, туку и за првата половина од 2022 година. На тој начин ќе го зголемеше сопствениот приход за околу 150 милиони евра. Второ, 55 милиони евра директно или индиректно ќе интервенираше цената на електричната енергија за граѓаните да не се зголеми. Трето, со 50 милиони евра ќе се покриеше и разликата во трошоците за производство и финансиските загуби од 2020 година. Потоа, план и оптимизација на производството за следната година да се повтори профит. Четврто, трансфер на 15 милиони евра преку буџетот во Министерството за здравство и авансирање на вакцини за следниот бран, подготвени да го пречекаме наместо повторно да коленичиме за донација по регионот и нашите сограѓани да чекаат пограничните премини. И последен чекор, 50 милиони евра за капитални инвестиции за развој на компанијата и за развој на Република Македонија. А што добивме ние наместо ова? Добивме зголемување на сиромаштија, добивме зголемување на инфлација која што пред некој ден Народната банка на Република Македонија кажа дека е 3%. Со таа зелена такса која што овие криминалци од власта сакаат да ја воведат, ќе се зголеми на 3,9%. Само во месец мај трошоците на живот пораснале за 3%. Само од почетокот на годината до сега за 6 месеци потрошувачката кошничка е зголемена 1000 денари. Само за 6 месеци. Со ова кое што сакаат да го направат предизборен трик, кое што, како што кажа колегата Пренчов, наместо да даваат парацетамоли, одлучно да борат против криминалците кои што ги водат овие компании за да може да го спасат народот од давачки, тие прават само одредена, би рекол,
незначителна работа која што нема да ни допринесе на долг рок. Ајде, охрабрете се. Јас ве поздравувам што го прифативте предлогот на ВМРО ДПМН за намалувањето на ДДВ-то. Ајде, прифатете ги овие амандмани и ајде да можеме да му го олесниме овој жесток удар и на стопанството и на сите граѓани во Република Македонија. Благодарам. За реплика се